Во Македонија се уште нема кинематографски потпис на филм од женска камера. Дали станува збор за дискриминација, немање храброст или нешто трето? Во Битола на оваа тема дебатираа жени од регионот и светот. You know, I only found this out 2 days ago. There is no female cinematographers in Macedonia. I was so surprised. I couldn't believe it because I'm part of like some female collectives in the UK and also international. And I know, you know, that in certain countries in like Turkey and Greece, they have 1 or 2 or 3. Serbia, my friend is a Serbian cinematographer, and I didn't realize there's none. This was really surprising to me. The hardest thing was just trying to get a chance, and then after that, of course, there wasn't very many women when I started out, so you know, just trying to get people to trust me and give me opportunities and prove myself. Men from other countries, but not from UK. So you know, Australian, French, Irish, many international people were much more open to giving me an opportunity than actually people from my own country. I would say my approach comes from my experience in life and my upbringing and the things I'm interested in and drawn to. The most important thing to me is the person in front of the camera, more than my own images. You know, sometimes I will take a light down or take a piece of equipment if I find it distracting. So for me, the most important thing is the truth in front of the camera and making the correct space and environment for the person to feel comfortable, to give the performance or to feel open enough to let their heart out. Наспроти неверојатниот успех пак на женските авторки во доменот на режијата и продукцијата, гласот на кинематограферките и понатаму останува тивок. Кај нас проблемот на вистина нема женска кинематограферка и каде би се лоцирал проблемот, верувам дека желба има, сигурна сум во тоа. Значи кај нас веројатно потребна е храброст во апсолутно на жените во севкупната индустрија кај нас, за да настапат малку, можеби да речеме и поагресивно, да се наметнат како авторки, или? Сега за огромна среќа, бидејќи во тоа, да речам, едно женско здружување, ние имаме навистина оваа година една експлозија на жени кои ги газа филмските фестивали, кои постигнуваат неверојатни успеси. Тие ќе повлечат да се охрабрат и овие кинематограферки, да ги фатат камерите во раца. Верувам, сигурна сум дека со малку повеќе храброст и мотивација би можела да добиеме наскоро и едни силни авторки меѓу кинематограферките. Сигурна сум дека кај жените постои една меѓусебна тајна поврзаност во однос на таа поддршка која си ја даваат едни на други, затоа што како и во многу професии се малубројни и натаму е ова еден машки свет во кој жените навистина ќе треба да се наметнат за да можат да добијат таа потребна видливост. Брака Манаки, нели една скапоценност која после 46 години верувам дека со овие поставени критериуми од кои не сме да оди подоле, туку само нагоре, можеби меѓу трите најважни културни манифестации кај нас, значи зборувам настани кои не мапираат во светот како дел од една културна сцена.